И како што ви најавивме, последниот гостин за денеска ни е тука Илија Даов. Добре ли дојдовте, јога учител и единствен представник од Македонија во светската јога организација, тоа се вика United Consciousness од Индија и во Европската јога федерација со седиште во Италија. Секоја чест на вистина. Благодарам. Колку години јогата е дел од вашиот живот? Ова година имам некаков јубилеј, 25 години. Се поклопува со 10 годишнината од Меѓународниот ден на јогата. Така да сум многу задоволен. Бирам умерени зборови, презадоволен сум од тоа што го работам. Прво, сум почнал заради придобивки за моето здравје и кога сум осетил... Љубопитство ли беше во прашање или потреба беше во прашање да ја сместите јогата во вашата агенда дневна? За време на студентските денови беше само љубопитство, а и немаше многу материјали. Само што најдов една единствена книга која се продаваше во Македонија и тековите на животот не ти дозволуваат, така се случува тоа во младоста, да навлезеш малку повеќе, но кога почнав со некакви диагнози, запад на телото, помина 40 години и така натаму, и почнав со медицински третмани, безуспешно, 3-4 години, и кога го најдов контактот со јогата, за кратко време, човечкиот живот е 2-3 години, се препородив и сега ова мое знаење, кое го акумулирам постојано и секојдневно, сакам да го споделам со што повеќе луѓе. Моментно, каде делувате, каде работите и каде споделувате знаење? Во моментот работам во Јога Сурија Сонце, тоа е здружение на граѓани, во Струмица. Имаме добра соработка и со општинските власти. Граѓаните препознават се повеќе придобивките од јогата и се приклучуваат се повеќе, што на моја радост, тоа што сакам да го споделам, можам успешно да го направам. Инаку, минатата година, преку еден општински програм, се викаше Г1, за рурален развој, имавме бесплатни јога часови за деца во школска возраст. Тие тогаш се најранливи и грешките тука се прават најчесто, особено во периодот на адолесценција, кога тие брзо растат и особено рбетот, мускулатурата не е подготвена да го држи. Тие се ослободуваат од часовите по физичко воспитување, не практикуваат спорт и почнуваат тие деформитетите, сколиоза, кифоза и слични на нив. И ми е драго што имав добар одзив, така да тој програм заврши 6 месеци траеше. Сега луѓето, родителите се интересираат кога пак ќе почнеме. Да. Прекрасно. Освен што јогата ви помогна во еден интересен, специфичен, би рекла, период во вашиот живот да го подобрите вашето физичко здравје, кои се други придобивки кои што вие ги почувствувавте и на кои непрестано алудирате, затоа што денеска сите сме свесни дека се појавија некои за нас непознати диагнози. Дури ми се чини дека и медицината и психијатријата воопшто нема време да фати чекор со сите новонастанати диагнози кои се појавуваат. Ретки болести кои во минатото можеби и ги немаше, некои се од психосоматски карактер, некои се од неопределен карактер, а ми се чини дека јогата може да биде огромна поддршка во разрешување на бројни такви проблематики. Моите истражувања покажуваат дека голем дел од модерните диагнози се психосоматски. Но да се задржиме на другите диагнози кои не се од психосоматско подрачје, тоа се болестите кои се предизвикани од прекумерното загадување. Ако почнам да одговарам на тоа прашање, нема да ни стигне до 12 часот. Но само да кажам дека преголемата употреба на пестициди, овие детергенти, сите што се употребуваат вештачки ѓубрива, па во храната конзерванси, емулгатори и така натаму,
сите тие влијаат негативно на човечкото тело. Зошто? Заради економскиот профит да траат тие производи што повеќе, а ние преку храната ги консумираме. И така настануваат проблемите. Да направиме една паралела, значи, отпадоците од нашето тело не се само преку дигестивниот систем, ами преку хранењето на клетките кои се, да кажеме, тие секоја засебна си е овозможен живот, но преку хранењето на клетките отпадоците се во меѓуклеточното пространство, тоа е лимфата. Значи, ние прво треба да се загрижиме како да го прочистиме меѓуклеточното пространство. За дигестивниот тракт не е проблем. Така. За колку време еве еден вежбач кој што почетник, да речеме во почетна фаза би започнал да ја практикува јогата, за колку време е можно да се почувствуваат првите придобивки во начинот на кој што ние правиме некаков баланс во нас внатре? Успеваме да се завртиме кон себе си. Не секој човек може да се кликне во првите часови, во првите тие сеанси и многу луѓе се откажуваат на самиот почеток мислејќи дека јас не можам да се сконцентрирам, јас не можам да медитирам бидејќи јас не сум таков тип. Луѓето мислат дека мораш ти да си некаков тип за да можеш да навлезеш во јогата. Постои ли таков тип кој не може да ја разбере јогата? Прво, јас мислев дека воопшто за мене не е јогата. Како и јас исто. Бидејќи по природа сум темперамент. Истото сме го мислеле повеќето луѓе, да. Но да ви кажем, јогата ќе ви овозможи прво да се осознаете себе си, затоа што во суштина преводот на зборот јога, јас не се согласувам со сегашниот превод кој вика јогата е единство со самиот себе, на тебе и со самиот себе. Нашите преводи од санскрит се обично преку англискиот јазик. Должна чест на сите јазичари и на тие таму од британската монархија, да ви кажам дека еден од лошите јазици е британскиот, англискиот јазик, затоа што до 15 и 16 век тие немале своја литература, читале француска литература и фактот дека се уште користат 40% од француски зборови во нивниот вокабулар. Така да, нивните преводи не се соодветни. Јас мислам дека јогата е единство на самиот себе, но со твојата најблиска околина, тоа е природата, но и со луѓето. Ние кога ќе ја препознаеме таа спрега и сета енергија што ни ја нуди природата, ние ќе немаме воопшто ни болести, ни психосоматски заболувања и ќе сме посмирени. Особено што техниките на дишење што е познато, тие се големи студии, научни студии од светски центри, дека го смирува централниот нервен систем, периферниот нервен систем и оттаму тргнува натаму низ организмот. Да. А од што боледува денешниот човек? Од стрес. Од стрес и од осаменост, а понекогаш денеска во ова современо живење најосамени се оние кои се во пар, оние кои се во брак, чесна исклучоци. Но една огромна придобивка која јас лично, а и многу мои блиски луѓе ја имаме почувствувано во јогата е дека јогата те учи не да бидеш себичен, не да бидеш изолиран, туку те учи да научиш да бидеш среќен во сопственото друштво. Нели? Да. Па макар тоа да е и само со еден човек. Себе. Да сум добро, ама кога сум со себе, бидејќи не случајно во нашиот народ постои една изрека дека тесно ми е во сопствената кожа, нели? Да. Тоа е најстрашно чувство кога не си го сакаш животот, не си го поднесуваш постоењето, незадоволен си без причина, но јогата вистина те врти кон себе си, се обидува да ги поправи нештата кои те вознемируваат, кои те унесреќуваат и те учи да се сакаш себе си, нели? Така е. Значи, пред 11 години поточно, индискиот тогашен премиер Шри Нарендра Моди превзема голема кампања за да ги прикаже бенефитите од јогата врз целокупното здравје на луѓето и тоа одржување на здравјето
и зачувување, да кажеме ние од некој си ниво не можеме да станеме поздрави, но можеме да го одржиме тоа. Да го одржуваме, тоа е во континуитет. И баш заради тоа едногласно во Обединетите нации е донесен тој заклучок дека треба да има Ден на јогата, 21 јуни како најголем интернационален ден, најголем ден во годината, бидејќи рамноденица. Не, рамнодневниците се 21 март и 21 септември. Овде сега е најголем ден. Најголем е денот на 21 е јуни, точно така, да. Тоа значи дека како што си го раскажуваме денот, се разденува сабајле и се буди енергијата, се буди целиот свет. Тогаш е најголема енергијата. И се прави поздрав на сонцето колку пати? 108 пати. 108 пати. Тоа е и се вели дека број. оној кој што ќе ја одработи целата ова процедура 108 пати навистина прави обновување на целото тело, на сите центри, на сите клетки во себе. Не е мала бројката од 108 пати. И приближување на нашата енергија, бидејќи енергетските меридијани од нашето, да кажеме, урбано живење, седиме по 8 часа на работно место, после тоа се одмараме дома пак седејќи и така натаму, и проблемите се возиме седејќи, се правиме седејќи. И тука се стварат блокади на нашата енергија. Енергетските меридијани не се видливи, но ние ја чувствуваме, го чувствуваме текот на енергијата. И особено со завршетокот на меридијаните кои се во пределот на носот, кога работиме надишодан, се чувствуваме многу повозвишено отколку пред часот. Одлично. Навистина ова прекрасен час по јога, кој што за жал скратен и времето тука нема да ни дозволи уште многу. Уште една топла препорака ќе ве замолам за крајот на овој разговор на сите оние скептици кои што можеби навистина сметаат дека во јогата навлегуваат некои чудни луѓе кои немаат ниту смисол за хумор, немаат ниту желба за да бидат социјални. Јас напротив се уверив во спротивното, дека таму влегуваат луѓе со неверојатна смисла за хумор, луѓе кои многу сакаат, луѓе се дружат, споделуваат и луѓе кои навистина прават чуда, особено ако се на иста фреквенција. Па да ви кажам, имам една порака до гледачите на Алфа телевизија. Ако имате некаков проблем или имате нешто против јогата, никој нема да ве разбере дома. Отворете на интернет и само кликнете на кои се придобивките од практикувањето јога. Кај нас јога се практикува повеќе со физички асани и техники на дишење. Опуштање применуваме, но медитација можат да прават само понапредните практиканти. Зошто? Треба да се подготвиш. Така е. И нека читаат малку повеќе и ќе пронајдат тоа што им треба или што им недостасува. Да. Ви благодарам, Милија, премногу. Посакувам што повеќе следбеници, што повеќе луѓе да ја научат ова, навистина, филозофија поврзана со јогата. Посакувам и во часовите по физичка култура да навлезе јогата во нашите краишта, но на оваа тема ќе зборуваме после септември. Верувам дека ќе ни бидете повторно гостин. Ви посакувам убаво и квалитетно лето, да се одморите и да инспирирате уште многу луѓе да живеат здраво. Ви благодарам што ми овозможивте минутажа во вашата утринска емисија и применувајте, вежбајте јога. Јогата ќе ви го подобри животот позитивно. Така, благодарам многу.